препознатливи по својата енергија, по својата автентичност и верна публика која што секаде ги следи на сите можни настапи. Денеска зборуваме со Петар Младеновски, Пеце. Пеце, добро утре, добре ни дојде. Пеце, супер енергија која што ја губат со годините. Така не, јас би рекол ве држи уште енергијата, веројатно тоа ве води уште да создавате, дека стариеме. Ја би сакал на самиот почеток да поздравам вас, како што би рекле вашата емисија, и да ги поздравам сите пензионери кои што не гледаат. Не греши. Не се само пензионери. Не, јас имам страшна почит кон пензионерите, пензионерите се еднината. Тоа би сакал да го. Добро, но од друга страна еден ден и самиот се гледам како успешен пензионер. Далеку си од успешен пензионер, далеку од пензионерски денови. Зашто вака енергетски ја насочи за стариеме, пензионер? Па таа енергијата. Не, енергијата Бога ми ве држи уште што се несува до Супер Хикс и нека ве држи така и добро пливате и добро создавате, така што верувам дека има уште што да се каже и приказната да продолжи. Има најновото кој што се случува. Треба да почнеме веднаш да? Почнавме веќе. Добро. Време тече. Да си кажам дека излезе веќе синглот најновиот, практично тоа не е наша авторска тема, меѓутоа се работи за една тема што нам особено не се допадна од Фолтин, од нивниот албум Момомо. Фолтин слава 30 години, честитки за нашите драги колеги. И имаат ред активности меѓу кои и издавање на неколку албум, еден лайф албум и еден со така се мислам дека се рекавери или така нешто. На кој што ги се појават 15 изведувачи бендови од македонската сцена и од регионалната сцена кои што преработуваат по една песна од Фолтин. Ние преработиме Несоница, особено моја драга песна, која што ја направивме во еден летен реге ритам да ја речеме и кој не ја слушнал нека ја слушне. Да, веќе е достапна на YouTube, може да се чуе во аудио варијанта, па да беше со спот ќе ја пуштавме и овде, ама некоја следна прилика. 30 години вие сте на сцена, така? Одбележувате? 32 години и 4 месеца. Леле, колку танција. И во 4 града не сте настапиле. Тоа е она последно што ти се обрати на публиката на социјалните мрежи со едно видео вчера, каде што спомена дека според статистиките само во 4 града не сте свиреле во Македонија. Значи се подготвува една монографија, биографија како сакате наречете од 400 страни, која што ја подготвува Тошо Филиповски, кој што јас го нарекувам македонскиот музички Марко Цепенков, кој што ги има сите оние информации за сите изведувачи, архивирано и чувано низ години, и дојдовме до една неколку фрапантни податоци поврзани со Супер Хикс. Тоа е дека во Битола во петокот беше одржан 300-тиот концерт на Супер Хикс во Македонија. Се приближуваме до општото кога зборуваме до концертите до 500-ката, значи 500-тиот концерт ни следува за. Јас се надам дека ќе стасаме некаде, 500 статистики, податоци. Види, ние можеме и подобри да бидеме, за жал имаше корона, имаше вакви години, онакви години, значи се приближуваме до 500-ката и она што е најинтересно, седејќи во Битола во петокот по концертот кој што ги имавме во Битола во рамките на Битола отворен град, сабајле пиејќи кафе, падна еден муабет со нашиот букинг агент Владица Младеновски до кај сме со градови во Македонија и дојдовме до податок дека се тоа 4 останати градови кои што не се града, веројатно, како би му дошло правилно литературно, кои што не се освирени. Тоа е Македонски Брод, Демиркапија, Делчево и Пекчево. И еден апел упатив преку видео порака, дали може некој да ни помогне да ги отсвириме овие 4 града во наредниве месеци и особено август и да ја завршиме приказната и веројатно да станеме единствениот, веројатно претпоставувам, единствениот бенд во Македонија кој што ги отсвирил сите гради. Да. И замисли имаме страшен ефект од тоа. Вчера веќе имаме неколку јавувања. Ги букиравте градови? Не сме букирани, меѓутоа Делчево рече се сигурно, Македонски Брод веќе сме во контакт. Таму има и каде. Има некоја дискотека, има. И Демиркапија сме исто во контакт. Пекчево не е некако бе, мајко. Пекчево. Ајде, Пекчево. Пекчевци. Па ништо тогаш ќе си дојдеме од овде со сцена, со се. Не, ако не се случи да имаме конкретно некоја локација, клуб или слично, ние сме спремни да подготвени да дојдеме да отсвириме макар и на камион на Церада, да го отсвириме тој концерт и да го. Замисли тоа да биде оној последен град кој што ви недостасува. Абе, знаеш што беше идеја? Идејата беше се да се отсвири во еден ден. Малце луда идеја. Луда идеја. И дори си направивме план. Не бевме пијани. Во еден ден сите овие 4? Да. Не бевме пијани, меѓутоа вака, во 8 стануваме, 10 сме Брод, 12 сме Мамо. И до вечер Пекчево, Делчево се блиску, значи тоа се отсвири. Малку луда идеја, ама мислам дека нема да се случи, ама ќе видиме.
Пеца, кога ќе погледнеш наназад, што ти поминува низ глава кога ќе се споменат повеќе од 30 години успешно функционирање на македонската музичка сцена? Кога ќе погледам наназад, додека возам низ градов, гледам колку лудо се вози, а кога ќе погледам наназад во однос на кариерава, многу работи, многу нешта, многу моменти. Пред се си честитаме, имаме една фора ние на концертиве кога не ни дава доволно аплауз, кога не добиваме реакција доволна, си велиме да си честитаме сами на себе и си даваме аплауз. Тоа не е некоја финта. И навистина си честитаме и се аплодираме за тоа првенствено што сме живи и здрави овие 32 години, се уште на сценава и се уште активни. Ние сме бенд кој што практично немал пауза во своето постоење, од првиот концерт на 3 март 1994 година во Скопскиот клуб Дорс до денеска, ние практично официјална пауза не сме направиле, со исклучок на една 7-месечна пауза на која што бевме на турнеа во текот на истата, во Чешка, Словенија, не знам каде. Ова беше некаде 2018-та, така што пред се од сите моменти би извел истрајноста и неверојатниот момент како ние издржаваме сами сите тука на купче некогаш 6, некогаш 7 моментот 9 луѓе. Тоа е голем предизвик за бенд. Види многу караници, многу расправи, но многу и делење на заеднички моменти во исто време, така што тоа е една фамилија, не знам што да кажам, уникатно едно искуство, не знам, луѓе работат по колективи, по фирми, па не издржуваат толку. Семејства не издржуваат. Семејства не издржуваат да се сме се распаѓаат. А ова трае 32 години кусур и нека потрае. Нека потрае. А дали замислувавте дека бендот ќе трае волку долго? На самиот почеток. Какви беа размислувањата кога? Кои размислувања ние почнуваме на 16-17 години, што сме размислувале тоа? Да бидат популарни кравичињата во гаража звезда, така. Мене ми беше пред огледало, седев ги имитирав моите идоли, ми беше поентата дали ги дочекам макар клуб како МКЦ, да речеме Dancing Hall-та, да биде полн еднаш и да настапам пред такво нешто. Потоа се случија и саеми, и наши самостојни концерти. И се реда настапите. Да, така што ни случајно. Други амбиции. Уште ли е иста реакција на публиката или се промени? Некако имам впечаток дека луѓето, младите посебно, се променија после короната. Не е исто, така е, се сложувам, затоа што некако е помлака реакцијата, некако почетокот, односно крајот на 90-тите, почетокот на 2000-тите, особено оние први 5-6 години од 2000-тите, имаше, кој ќе излезевме на бина како бенд, имаше страшна реакција веднаш некоја еуфорија. А и сега се случува оној феномен, и тоа го знаат и букирите, и продуцентите, и менаџерите, така натаму, the audience is aging, велат овие агентиве сите, значи стара е публиката пред се, младите немаат толку навика, го видов прилогот за Ди фестивал, секоја често што сте покриле дел од настаните, бев во неделата присутен и покрај концертиве кои што ги имавме во Битол Огрид, успеав да стасам, меѓутоа ми недостасува млада публика. Малку повеќе. Има некоја критична маса, меѓутоа не е тоа што беше во... За младите ќе треба малку подинамично и пократки песни на TikTok да се активираат. Тоа е. TikTok колку што трае толку. Тоа е сега трендот и тоа е за жал. За жал така. Ајде малку да позборуваме за новитетот. Неодамна стана дел и од Радио 2, да, од тимот на Радио 2. Колку си ти задоволен од оваа твоја нова улога? Не му е ново радиото како медиум. Радиото не е ново како медиум, 5-16 години искуство веќе имам, тренувајќи од 2000-та некаде. Да, сега сум дел од ова семејство наречено Радио 2, водам една саботна емисија која што се вика ПЦТК и мислам дека самиот наслов доволно кажува. Така е. Кога праша еден познат регионален изведувач што е поентата на песната, па насловот, вели. Така што 2 часа, така, уживање. Пеца ги анимира слушателите. Да, гледам да покријам дел од информациите, малку со спортов колегије ми се послави, па тука малку да ги засилам и така поврзани со оние актуелни спортски новости и слично. Меѓутоа така, едно специфично и музичко, мислам дека е говорно издание, така што секој што сака може да пушти во сабота од 11 до 13 часот и да ужива. И да уживаме. Сега за сега ме викаат до душе колегиви за повремени замени. Сега сум како еден Джеко за Босна. Играм повремено од постариве вага влегом. Лето е, знаеш, кој како ќе отиде на одмор, Пеца. Па сега така, мора колегијално да се покаже Пеца. Да, меѓутоа фино искуство, радиото е еден посебен медиум и што би рекле на наша колешка од радио, не сум ја за телевизија. Така што јас сум повеќе тука се гледам како радиски човек. Добро, дава поголема слобода. И слобода и не знам и креативно изразување, знаеш, и моменти на спонтаност. Телевизијата баш тоа треба вака човек скоцкан као вас. Да, се ние од 15 за 7 мораме вака. Ја станата во 4:30. Исправени, знаеш, јас станав во 4:30.
на полувреме на Босна, некаде прилike, при крај на Босна Америка. Кој зашто? Летово само како ќе биде работно, ќе се свири, ќе се продолжат свири? Ова се случи со синглот со Фолтин, се случува, ако се случуваат концерти, ако е сега што треба, колку што знам, 18 јули баш на мојот роден ден во Радовиш и 25 јули сме на ЕС фестивал во Струмица, каде што ќе има еден куп македонски изведувачи. Тоа ме радува, особено ме радува кога гледам купче македонски изведувачи. Дел сум од еден проект исто така, ова е малку понастрана од она моите некои соло испади, од она што се нарекува 35 години независност на Македонија, еден спектакл кој што ќе се случува, кој вклучува 120 музичари и актери, малку повеќе детали, затоа со организација. Кога ќе дојде време, да. Меѓутоа ќе биде интересно нешто. Нема проблем. Добро. Така е. Добро, ги спомнавме Фолтин. И да патиме море измеѓу некаде. Така, водичка, така е, малку да се оладиме. Овде завршуваме, гледам дека све сме потрошиле, колешка, за денеска, така да но имаме, мислам дека уште едно спотче. Така, да, станува збор за соработката со Фолтин. Сила и нервоза се. Да не забораваме да ги поздравиме уште еднаш пензионерите за самиот крај. Поздрав. И голем поздрав до сите членови на Суперхикс, ве чекаме и продолжете така енергично како и до сега. Петар, ти благодарам многу за одвоеното време, ќе те викнеме пак, имаме уште теми за разговор, кои што не се од областа на музиката. Продолжете само емисија до 11 лева, нешто малку полосно да биде. Поместиме нешто. Благодариме за честа што денеска отвори очи толку рано за наша емисија. Тоа е голема чест.